Почитувани, ние и натаму продолжуваме со оваа тема денешниот ден, 26 јули, 55 години по катастрофалниот земјотрес кој го погоди Скопје во 63-та година. А со нас во студиото е господинот Владимир Плавевски, писател, фотограф и автор, долгогодишен. Господине Плавевски, добре дојдовте во нашето студио и ви благодарам што се одзвавте на поканата да раскажете за еден ваков настан, кој што всушност вие вивидно верувам дека се сеќавате на него и што е првата асоциација кога ќе се спомне 63-та година и земјотресот. Еве, например, утринава кога го договаравме разговорот, што беше првото нешто што ви дојде на памет кога ве побарав да зборуваме на конкретнава тема? Прво, добро ве најдов, поздрав до гледачите на телевизија 1. 63-та година е година за сите оние што го преживеале земјотресот, го преживеале, нели, кој што биле во Скопје. И краста на душата, што се вели, нели, вечно петно кое што и ден денеска им смета. Ја гледав на вестите некаде на Пладне, како се однесуваат оние што биле на гробишта, кои што нивните најблиски им погинале во земјотресот. Тоа се тешки лични трагедии и се уште нив тоа им тежи и ги боли. Бидејќи јас, кога беше 63-та година, земјотресот го доживеав на 14 години. Завршував осмолетка и требаше дента да патувам со извидници на море, со воз, нели, преко железничката станица во 8:30 часот. И се дали да ви раскажувам, мислам, бидејќи тоа ми е премногу пред очи. Кобниот момент, 5 часот и 17 минути, што всушност е и насловот на вашата книга, која што вие имате раскажано детално околу овој ден и нели настаните последователно на земјотресот. Каде бевте вие како 15 годишни кој што се подготвува да тргне, нели, во извидници во тој кобен момент? Во тој вака се, за да објасниме книгата. Книгата излезе лани, имаше промоција токму на овој ден, значи претходната година, во музеот на град Скопје. И доживеа, еве вака, голем интерес, посебно меѓу оние што се засегнати од земјотресот, нели? Промотор на книгата беше Данило Коцевски, Снежана Конеска-Руси, читаш извадоци и така натака. Книгата ја пишував доста долг, мислам, ја истражував доста долг период, некаде најмалку, па сигурно до 15 години, затоа што барав точни и веродостојни податоци, кои што се битни за основното дејство на ова што се случува во книгата. Се работи за љубов меѓу младич и девојка, која што ја го прекинува земјотресот. Дејствието започнува 2 дена пред земјотресот, после 2 дена после земјотресот и се спушта во денешно време со дефинитивна разрешница на драматургијата на мојава книга. Описите на земјотресот практично се мои лични доживувања што ги доживеав тој ден. И сега еве вака да ви го раскажам накратко како го доживеав. Ви реков, требаше да патувам на море во едно одмаралиште, тогаш извидници бев во логор со шатори. Филип Јаков го вика, тоа во близина на градот Задар. Татко ми, мајка ми, брат ми беа во Задар, бидејќи таму имав па Вујко, кој што беше технички персонал на аеродромот, а дома бев останат само ја и баба ми, за да ме причува додека, нели, тргнав на пат. Баба ми живеев на Битпазар, во онаа зграда што и ден денеска постои, до амбулантата на Битпазар и мостот кај што е на Битпазар. На трети спрат живеев, трети отвлез. И како ден сега сеќавам, јас сонувам дека патувам со воз. И возот ме лулка, се појако и влегувам во тунел, меѓутоа
лулкањето станува многу чудно, нели, не е она возот постојано истове. Дури неподносливо, претпоставувам. Да, и се разбудив и одеднаш гледам лустерот удара од таван, од прозорите, беше топло време. Мислам, еве, као куриозитет, тогаш беше исклучително жешко за нас. Беше 30 степени, сега имаме 45. Може да мислите за 55 години кои се временските промени. Прозорот, вратата од балконот, пафтаат, како да ви кажам, удараат слободно од шкафот, шифонерот, паѓаат вази, чаши, чини, масата крцка. Една апокалиптична сцена, да речем. Да, апокалиптична сцена, како што ги гледаме во добриве хорор филмови, нели? Столиците се шетаат ни соба, креветот ми се лула. Имаше два удара. Овој првиот, ви кажувам, мене се разбуди и ми стана јасно дека се работи за земјотрес, затоа што ние како скопјани имало често земјотреси, ама не од овој застрашувачки карактер, него ќе паднат кирамиди или некој оджак и така натака. Бевме навикнати, меѓутоа беше јасно дека се работи за земјотрес, меѓутоа овој беше многу чуден, многу силен, нешто необичаено, прво многу силен, второ и трае долго. Ја мислам дека најмалку едно 20 до 30 секунди траеше, што е многу за земјотрес. Бидејќи бев на трети спрат, тоа е пред земјотресот, тој дел од Бит пазар према тука околу пазарот, нели се беа куќи од плитарки направени и почна да се дига прашина. Мислам, гледам низ прозорецот отворен, кај што уште се лула, на паузата прашина, што ми беше чудно, значи нешто се случува. Настана пауза едно, мислам, 10 до 15 секунди. Јас рипав со облеков во кратки пантолани, мајца, сандали и тогаш почна и вториот удар. Кога веќе излегувавте од дома? Кога веќе сакав да излезам. Значи, повеќе од 10 на 15 секунди, толку мислам со облеков бргу, сандалите ги облеков. Карактеристично е што од првиот удар се појави диагонална линија пукнатина над зидот. Од едниот до другиот агол, диагонална. Вториот удар што следеше беше појак. И удриво, ако овој првиот удар занесуеше налево, овој занесуеше надесно во обратен правец, беше појак и подолго траеше. Јас се веќе слушам соседите од нас, доле трчаат по скали, вриштат, пиштат и така натака. И излегов во ходникот, дојдов до вратата, ја фатив вратата, мислим, не можам да отворам, бидејќи целава зграда се лука, ме разбирате. Вратата не се отвора. Во еден момент, веројатно, кога застанав, ја тргнав, во правилна положба куќава, вратата се отвори, по скалите се слегнав доле. Тамо беа сите соседи од влезот, што беа тогаш, облечени кој во гаки, кој во мајца, кој во ношници. Како што буквално излетале од дома. Да, како избегале од кревет, да, и топло беше, нели по гаки ова лесно спиеле, или покриени со чаршафи. Сега, карактеристично е ова, да ви го кажам, баба ми, која што отишла на Бит пазар да ми купи симит погача и гевреци за попат, нели, да ми се најдат, бидејќи она постара жена и она паѓаше во светов, а тоа не било само кај незе, него кај повеќе стари луѓе кои што живееле Прва светска војна, Балкански, Втора светска војна и така натака, со тие трауми на бомбардирања и војни. Кога застанала пред продавницава за симит погачи, одеднаш почнало све да се, тоа се стари куќи, све да се лула, да паѓаат керамиди, да се крши и она прво што помислила и почнала, проклети да сте, кај најдовте сега пак да не бомбардирате. Она помислила дека се работи за бомбардирање. Јас и после слегнуе, мислам, сретнував луѓе постарава генерација, кои што на прв поглед, тоа помисле дека се работи за бомбардирање, неочекувано. И некој човек рекол, баба, какво бомбардирање, земјотрес и ова.
Ona crna ja, po njezino kažunjak, blazo mi je domav i se strčala po vas. I ja taman se slegnav i ona dojde i taka nataka. Posle jedno 3 do 5 minuti sledeći už jedan udar, ima mnogo posla pod ovije drugive. Ovaj vtoriot udar napravi na zidot druga dijagonalna linija, tako da oni se kako H ili X latinski se prekrstujeva, što znači da pravec od seizmološko objasnuvanje, pravec od bile jedan protiv drug pravec na udarive od zemjotresa. Она што сакам следно да ве прашаме, прво, колку време му требаше на Скопје и Скопјани да се оправат, односно да исчезне оној првичниот страф и да почне животот колку толку да се одвива нормално, да речеме? Па, неколку дена. Веднаш после земјотресов, ние кога се слегнаме, све беше доле прашина. Од паднативе куќи. Прашина која што беше дигната над зградава, ви кажав, тоа од паднатите плитарки што се наоѓава во околината на зградата. Се слегна прашина. И како се стално се слуша постојано повици од луѓе, крици, викања. Сирени претпоставувам. Не, немаше сирени. Немаше сирени, немаше ништо за бар не слушнав, ја гледав на овакве дека као наводно имало. Да, денеска герила акција која што нели има за цел да ги подсети. Да, тогаш јаве на Битпазар се да ако некаде во центарот пуштале сирени за узбуна, ама никој не каже дека воопште слушнал. Неис, нас и кога прашината се слегна, значи веќе не се брануваше, се слегна, настана едно затише, као комплетен мир, нели? И пак почнаа луѓе да вриштат, пиштат, почнуваат, овој погинал таму, овој го поклопила куќа, броењето на жртвите и на... Не, почна зборењево меѓу луѓе. Шокот исчезна практично, би рекли. Го здробила врата, му паднал лоџак, го поклопила куќа, шо да прават, луѓе трчаат, пиштат, жени најповеќе, мажите не, жените и децава мали вриштеа. Онда беа голи, нашава зграда беше на 4 спрата, ја реков на 3, онда некои од посмелите мажи се качија па на жениве и за нив земава облека, ме разбирате, непријатно пред луѓе. И народ почна да се движи и веднаш молскавично се проширија гласови. За гласини уствари. Паднал офицерски дом, паднала Народна банка, паднала хотел Македонија, на плоштадот, кој што беа најелитни згради, нели, кој што ние што се вика се крстевме во нив, нели? Гордост на Скопје беа практично. Се прошири еден уште поопасна гласина, што испадна дека не е точно сама среќа, дека матката на матка е прсната и секој момент Вардар ќе се излее и онда и сега и тоа ни фали, ќе не однесе све. Дури и гласини дека напукнате камени од мост е гордост на Скопје, нели, што од турско време, од 12-13 век. И дека има многу мртви, дека не се знае бројот на мртвите и така едни гласини, Радио Скопје престана да не работеше. Резултат на паника, најверојатно може. Па создаде една паника која што се не луѓево да пиштат, да вриштат од овие гласини, одеднаш се укјутаа. Замолча. Неизвестност, практично за нивните блиски и за нивни. Не знаете, например, јас се додека не почнаа овие гласини да се шират, да слушам, нели ова, не бев уплашен. Дете бев 14 години. Но гласините ви изгледаа страшно. Меѓутоа, кога почна ова се да се каже дека илјадници жртви има, погинати, еве дека ќе пукне браната, па и таа ќе не однесе и така натака, тогаш ме фати страв. Не паника, ама страв ме фати. Да, неизвестност и непознат страв ме фати, што одеднаш се случува, па као дете ја на баба ми викам, баба, ја треба да идам со извидници во 8:30 на тинеџерскиот станица да патувам на море. На тинеџерот тогаш му било важно патување. Доаѓа човек вика, кај ќе одиш бе ти, ми вика,
така се вика, децата тогаш. Па викам, че идам на железничка станица, да на море морам да идам. Сум платил и така нататък. Абе, каква железничка станица? Века, цела железничка станица е падната, вика, има таму погинати, ти ќе путуеш. Седи тука, не мрдай. Може да се отвори, мислам, глад, да се отвори земјата и така нататък. За да ве одврати од намерата. Она што следно сакам да ве прашам е колку ви е тешко да раскажувате за овие трагични настани сега во јавноста, па и да ги опишете во книга, или тоа беше еден вид емоционално ваше празнење, или пак можеби една порака, односно овековечување на еден ваков трагичен настан? Па веќе сега кога ви раскажувам, пак се возбудувам. Меѓутоа навикнав, знаете што, некаде пред 5-16 години напишав неколку раскази за земјотресот во Скопје, кои што добија награди на анонимни конкурси за раскази во Нова Македонија, тогаш имаше студентски збор и така натака. И потем пак уште неколку, и тогаш ми се роди идејата да напишам роман за Скопје, кој што како конструкција го имав, меѓутоа ми треба веродостојни податоци, не може ја да измислувам, нели, колку тачно жртви, како све што одбивало, податоците, политичката тогашна ситуација, економската и така натака, така да некаде најмалку 5-16 години, ја мислам дури и 20 години, ми требаше да ги најдам и соберам сите овие податоци што се внесени, jer тука, например, има податок вечерта пред на 25 на полноќ радиопрограмата тогаш се не траеше нон-стоп, нели? Овој последните вести што се даваат на Радио Скопје. Утредента што какво ќе биде времето, колку ќе почне програмата во 5 часот и така натака, тие да ги најдам податоци, што не беше баш лесно и едноставно. Потем да ги најдам веднаш после земјотресот Радио Скопје е разрушено и оно некаде отприлike по моје сеќавање некаде 2-3 сата поминава додека почна да емитува. Оно емитувало од импровизорна радиостаница, се наместиле во парк и веднаш да ги кажуваат жртвите, не разбирате, вика се случи страшен мислам тие податоци, после многу други податоци. Нова Македонија ја најдов комплетот од 63-та, да, архивите од библиотека, па што беше исто проблем, све беше проблем да се најде, ме разбират, ама еве да го кажеме Ама упорноста се исплатеше на крај. Упорно ги барав. И кога видов дека ми е доволно, седнав и го напишав и така минатата година излезе од печат. И еве и го овековечува трагедијата за Скопје. Па овековечува трагедијата на Скопје веројатно за долго време, бидејќи е прв роман, до сега никој нема напишено, имаат раскази исто како мене, некоја новинарски исто книги има од Јован Поповски, ама од новинарски аспект, како по отделни делови. Повеќе репортажно и информативно. Репортажно, да, информативно. Ова е роман кој што, еве, се случува љубовно дејство, кое што го прекинува земјотресот и после импликациите во денешно време, од сета таа трагедија што ги погодува луѓето. Во оваа прилика би ја замолил режијата да ги емитува фотографиите кои што веќе деновиве се шират по интернет и по социјалните мрежи, оние фотографии архивски од Скопје во 63 година, односно рушевините или она што подоцна било реконструирано. Скопје пред земјотресот, плоштадот, еве, офицерскиот дом и Народната банка со камениот мост, ова е железниот мост кај Ново Мало, со поглед, еве ги веќе... И ова се веќе рушевините. Ова се веќе рушевините. По ова Скопје беше, го доби епитетот град на солидарноста. Дали солидарноста е се уште символ за главниот град за Скопје? Па, да раскажам историјата на солидарноста, нели? Како се случи земјотресот, одеднаш Скопје попадна во грч, нели, самиот да се одбрани и спаси. Ние уште вечерта кој што седевме, нели, веќе ни поделија шатори,
војската подели шатори, да седиме, ама не во близина на зградата. Значи интервенцијата беше брза. Да, затоа што земјата, тресење, автершокови имаше на 50 минути. Вие седите и ве лулка, ме разбирате. Тоа беше вечерта, почнаа да летаат разни авиони, кога до тогаш уопште не сум ги видел разни бои. Тоа беше помошта од Тоа беше помошта. Веднаш после земјотресот, после неколку сати околу пладнето, почна да доаѓаат камиони кои што ни делеа леп и кис, бидејќи водата може да биде загадена, нели, од земјотресот, ни делеа флаши. Колку за основно преживење? За Књаз Милош што се продаваше кисела вода во стаклени чаши, мислам во шишиња, ни дава пипер, патлиџан, тоа некои наши производи. По неколку дена се појавија и странски производи, кои што ние до тогаш не знаевме. Целиот свет всушност беше... Не, целиот свет беше дојден на една помош. Цела Југославија се практично одеднаш се згрна. Луѓе кои што беа испаѓале, вика, има маса колони, камиони и автомобили кои што чекаат на ред за да влезат во Скопје. Младинци што биле на младински работни акции, тоа у тој период се пренасочиле одма према Скопје, jer прво требаше да се расчисти. Со расчистувањето беше тешко, затоа што под секоја рушевина имаше луѓе, па француски стручњаци со специјални кучиња, со детектори за откривање на луѓе, чукава, па ако се врјават и така полека, мислам, тоа нешто се оттегна ради спасувањето. И после кога се расчисти дефинитивно, нели, веќе со жртвите, онда дојде градежна механизација од Русија. За расчистување на и наша, меѓутоа, тоа беше малобројна нашата која почна, едва некој кранче лево-десно. Меѓутоа, морам да кажам, уште утредента Тито дојде да го види Скопје. Со неговата фамозна порака која што веќе е вратена на музејот. Да, јас се као ден се сеќавам, ние се собравме неколку луѓе, мислам постари луѓе, и јас со нив као дете, и отидовме на плоштад. Тито харизма за нас, ме разбирате, поим, да се видиме и стварно се појави Тито со Крсте Црвенковски. Комплетно бело беше облечен, со бела шапка, се поздравуваше со сите и јас се поздрави со него. И сега не го кажа тука, него го кажал после на седница, она што сега стои, нели, на железничката станица. По 4 дена дојде со Хрушчов. И пак бевме да го видиме, и ја бев пак со Хрушчов, и тогаш Хрушчов имал понудено помош, нели, во механизација за расчистување, специјална војна за, нели, они имаат искуство од војната. Значи Скопје не би застанало на нозе доколку не беше помошта од сите држави во светот, буквално. Да, може би за, не знам, 10 години, ако останеме насам. А американците, например, по директна команда тогаш на Џон Кенеди, наредува една војна болница, специјализирана за лекување на краш синдром, тоа нагмеченици се, нели, од овие специфични повреди. Да се прати од воена база во Германија, комплетно да дојде тука, и они се сместија пред Куманово. Меѓу Куманово и Скопје, пред Куманово нашле база одлична, и во Скопје практично американската и руската војска се сретнуваат прв пат заедно после 45-та година на... И пријателски помагаат на система трета држава. На Македонија. Имаше од цел свет, видовме црнци, жолти луѓе, што да ви кажам, беше нешто невозможно, сите помагала, ние самите работевме, мислам, живеевме во шатори. Но волјата да се застане на нозе беше поголема, претпоставувам, од се. Знаете што, одеднаш се наоѓате во несреќа, кој преживеал, тоа некако беше основно да се обстане. Ме разбирате? Да се обстане. За нас исто Скопје ни беше голем проблем, еве ви кажа, додека не дојде Тито тој ден,
цел ден, нели, со тие гласини, и дека Скопје е толку разрушено, 100% дека е све разрушено, и домови, и индустријски објекти, дека Важно дека на Скопје... крајот гласините останаа само гласини. Ма гласини се гласини, ме разбирате, ве застрашуваат и дека Скопје нема да биде тука, него као наводно ќе се пресели према Зелениково. И Тито кога дојде, кога кажа, разбравме дека Скопје ќе остане тука и тука ќе се гради, и на сите нас ни падна камен од срце, буквално, затоа што сад си го сакаме Скопје, сега каде ќе се селиме, некаде нов град да се прави, што беше чудно. Ајде, као податок можам да ви кажам дека Скопје е ова трета катастрофа према податоците што ги барав. Во 518 година, Скупи тогашно, го доживеал исто тежок земјотрес, во кој што се отворил процеп долг 54 километри, може да мислите, со ширина од 4 метри. Колку длабоко малте не едноречно корито. Па, ме разбирате, а исто тежок земјотрес со катастрофални последици во турско време, 1555 година, со многу жртви и со процепи пукнатини на земјата. Овдека не можев да најдам податоци дали некаде се појавиле. Значи, историјата ни укажува дека ова е едноставно трусно подрачје кое што е склоно на вакви трагедии од... Да, некаде, значи, на 1000 години нашево подрачје е подложно на тие сеизмички промени. Сад, ако сакате да ви објаснам, можам... Бидејќи сме при крај со времето, уште едно нешто би сакал да ве прашам, а тоа е, многу ми навелат дека Скопје по 63-та веќе не е истиот град, а денеска веќе некои него ниту познаваат духот на Скопје, не зборуваме за естетскиот изглед. Дали вие верувате дека градот убав пак ќе никне, нели, како што гласи познатата изрека? Не, во секој случај Скопје денешно не нити наликува на Скопје пред 63 година. Тогаш Скопје беше една, сега реално кажано, суровото изгледа, една голема паланка. Поделено на мала, кај што сите се знаева, скудно, тешко се живееше, такви беа политичко-економските состојби во тоа време. Денеска Скопје нешто слично, да кажеме, не слично, него Велеград. Меѓутоа, во последниве години се случува градба која што мене ми наликува на таа градба тоа што се случуваше со Скопје после земјотресот. Многу се гради, меѓутоа сега веќе тоа... И критиките се дека неплански се гради всушност. Па, немаме некој стручен човек кој тоа би го образложил. Во секој случај и обичните луѓе гледаат дека урбаната мафија доминира и се прави неплански. Ја можам да кажам дека, еве, 63 година беше после сеизмолошките испитувања што ги правева од Љубљана, Загреб и беа вклучени Маđари, Руси и така натаму, значи овако е, дојде го беше повикан, не повикан, самиот беше се повика преку Обединените нации и направи макета на Скопје, кој што еве ја видов, бидејќи таму не носеа, беше поставена тогаш срушената железничка станица, изложена, во која што беше представено Скопје како еден супер модерен град, меѓутоа така направен да било каков јак земјотрес да му се случи, ништо не може да го оштети. Не разбирате, конструкциите, мислам, нешто беше за нас научна фантастика. Ние тогаш нели умали тесни кукичиња, плитарки по малата. Тогаш почна да се гради Карпуш 1, Карпуш 2, меѓутоа по Карпуш 2 она имаше зграда 12, 13 и 14 кој што од земјотресот поради несеизмичко градење комплетно падна зградата 13, а 11 и 12 и 14 беа делумно оштетени, ама и таму имаше голем број жртви. Така, значи важно е да научиме, односно да учиме од минатото и од грешките во минатото. Јас во оваа прилика би ви се заблагодарил за вашето гостување, тоа е целото време што го имавме на располагање. Ви благодарам што уште еднаш пред гледачите ги преживеавте тие моменти од кобната 63-та. Предпоставувам не беше лесно.
Меѓутоа да се надеваме дека нема да се повтори и дека градот убав пак ќе никне. Да, пак. А Он е вие- изникна, сега да биде убав за нас, треба и ние да го направиме. Ама, Сите заедно треба да се вложиме, да, се Да се согласувам. вложиме. А вие, почитувани, останете и натаму со нашата програма. По кратката пауза продолжуваме со останатите содржини предвидени во Студио 1. Христо, дай.